Почитувани добровечери, добро ни дојдовте во новата емисија на Канал 8 Семејни вредности. Емисија во која ќе зборуваме и ќе ги промовираме семејните вредности и ќе целиме кон зачувување на традиционалното семејство. Стартуваме токму и на таа тема вечерва, која ќе се сложите дека е интересна, бидејќи семејството во последно време е под голема обсада, поради влијанијата од надвор, современите токови, преголемата демократија. Факт е дека во семејството се случуваат се поголем број разводи, абортуси, па дури и убиства. Се случуваат насилство од секаков вид, кавги, недоразбирања, недоверба, нешто што во голема мерка е последица на лоши семејни односи. Надвор од сето тоа ни се наметнува уште поголема демократија и легализирање на абортуси, еднополови бракови, воведување на родово воспитание. Целта на оваа емисија е да побуди интерес кај гледачите, заедно да ги побараме одговорите на прашањата што не тиштат, да ги согледаме причините и последиците, да создаваме одбранбен механизам. Меѓу другото, секако и да се свртиме сите внатре кон семејството, секој кон своето, кон самите себе. Се со цел, секој во себе и околу себе, да ги побара причините за неуспехот, падот, гневот, депресијата и сите појави кои за жал се поприсутни во денешното време. Во овој контекст ќе споменам дека неодамна, како што и веќе информиравме во вестите на Канал 8, формирано е Сдруженијето на граѓани традиционално семејство, кое има за цел токму тоа, промоција на семејните вредности и зачувување на традиционалното семејство. Повеќе за Сдруженијето и неговите активности и цели, како и за последиците од евентуалните наметнувања на изопачености од страна, разговараме со Аника Илиевска-Ѓоргиева, член и еден од основачите на Сдруженијето традиционално семејство, и со Горан Илиев, теолог, подржувач и член исто така на Сдруженијето на граѓани традиционално семејство. Добро вечер, добро ни дојдовте во емисијата за прв пат, кажав дека и во едно прва емисија Семејни вредности на Канал 8. Добро ве најдовме. Добро вечер и за вас. Добро вечер и добро ве најдов. Аника, малку подолга најава имав, бидејќи е прва емисија. Кажав дека, еве, за почеток во емисијата ќе разговараме за ново формираното Сдружение на граѓани традиционално семејство. Ајде да зборуваме за тоа зашто се залага токму ова традиционално семејство и кои се неговите цели и заложби. Повелете. Така, благодарам. Значи, како што кажува и самото име, традиционално семејство, пред се, ова ново формирано здружение ќе се грижи за традиционалните вредности и за зачувување на традиционалното семејство. Јас малку повеќе ќе објаснам за тоа, иако доста беше кажано во најавата, кои се вредности ќе ги заштитува и зошто традиционалното семејство, зошто на традиционалното семејство е во криза, значи му треба спас на некој начин. Значи, семејните вредности, живееме во едно современо општество кога знаеме сите дека се нарушени, значи од самото современо живење и тековите кои што ги носи тоа живење. Значи, овде е технологијата која што ни влезе на голема врата во домовите, значи понатаму нашето отсуство родителско од дома, немањето доволно време за децата, исто така се поголемите потреби што ги изискува денешното време од материјални блага, значи, таа потреба изискува секако и поголемо залагање, односно поголемо вложување на нас самите во обезбедување на тие материјални блага, а на сметка на сето тоа на некој начин трпи она другото што останува, а тоа се моралните, духовните вредности. Значи, ние не сме само создадени од тело, туку и од душа. Значи, не можеме само да се грижиме за телото, да ги обезбедиме само материјалните потреби за живот, туку секако недостасува таа друга талка која ја ставаме некако на маргините. Значи, велиме да го зачуваме традиционалното семејство, бидејќи сите овие работи што ги наведов и она што во воведот го наведовте,
придонесуваат традиционалното семејство да биде во некаква криза, односно да му престои распаѓање. Значи тоа постепено се распаѓа. Меѓутоа, од друга страна пак имаме една нова ситуација, односно ако веќе знаеме дека болеста е морален пат, значи ние треба да делуваме тука. Меѓутоа, не ни се случува тоа, туку ни се случува нешто друго, односно ни престои усвојување на пакети од закони, кои што законски решенија, измена на закони, кои што најмалку ќе ги подобрат моралните вредности, семејните вредности во семејството, туку напротив, ќе влијаат во уште поголем распад, односно целосен распад на традиционалното семејство. Ете, токму од тие причини е формирано Сдруженијето Традиционално семејство, за да посочи на моралните вредности, односно семејните вредности, да ги промовира, значи да ги подигне на некое ниво, меѓутоа и да укаже на опасностите, воедно да се бори против тие опасности, односно практично речено против влегувањето, односно усвојувањето на тие законски решенија. Ете, јас подосна ќе зборнеме, јас само ќе ги споменам бегло. Значи овде Законот за семејство, каде што во член 6 е дефинирана институцијата брак, значи со промената на тој член би се променило многу, секако. Законот за недискриминација, исто така имаме тамо со член 16 и став 6, со исфрлањето на став 6, значи дефинитивно ќе може да склучуваат браки маж со маж и жена со жена. Воведувањето на родово неутрално воспитување кај децата, воспитание и образование, исто така ќе говориме и подоцно, меѓутоа тоа само ќе наведам според Истанбулската конвенција, полот е она што го добиваме со раѓање, машки или женски, а родот е она што треба ние самите да си го одредиме, односно децата од мали нозе да самите одлучат дали се пород женски или машки, односно токму од таа причина цело време ние зборуваме за родова еднаквост, унапредување на жените, застапеност во политика и слично, меѓутоа врвот на сето тоа е таа родова еднаквост, родово неутрално воспитание, исто така против кое освојување, против кое заживување ќе се бориме, односно ќе се залагаме да го доближиме на граѓаните што значи тоа и да укажеме секако на последиците. Сега од 7 до 14 февруари секоја година во светот се обележува Светска недела на бракот. Дали е токму и целта на таа Светска недела, да објасниме како се обележува и која е всушност целта на одбележување на ваквата Светска недела на бракот? Да, Светската недела всушност започнала во 1996 година во Англија од страна на Ричард и Марија Кейн, биле потикнати од тоа што нивни пријател се развел. И тие осознале дека всушност разводите се во подем и решиле да направат нешто токму за зачувување на традиционалниот брак. И всушност оваа кампања има повеќе превентивна улога. Целта била за да покажат на сите брачни парови дека бракот има придобивки. Кои се придобивките од бракот за самите нив, но и за целото општество, и воедно да го зајакнат самиот брак, да направат еден здрав брак кој што ќе биде благослов и за општеството. Затоа самата кампања има за цел токму она за кое што веројатно се труди и бори традиционалното семејство. Има за цел преку различни кампањи, преку различни предавања, семинари да помогне на брачните партнери да го зацртат својот брак. Тие им помагаат да ја обноват можеби кај нив љубовта, романтиката и да се сетат дека тие се всушност заедно затоа што се сакале и треба да бидат еден со друг. Тоа е идејата на самата кампања и мене ме радува дека ова кампања зема се поголем замав. Неделата, Светската недела на бракот, се празнува во многу земји, се одбележува, дури и кај нас во земјите во соседството, во Бугарија, Хрватска, Србија. Овие недели гледам, овие денови всушност се присутни на многу телевизии, на многу национални канали, многу гости кои што зборуваат на таа тема.
и тие се доста инвентивни, доста досетливи со различни начини како да ја обноват таа романтика кај брачните партнери. Гледа во Бугарија скоро организираат во ресторани вечери за брачните партнери, одредени награди, дури нудат и патувања за брачните партнери, за да всушност ги потикнат на тоа дека овој брак треба да се зачува. И верувам дека иако кај нас се уште срамежливо, треба и ние да почнеме да го правиме тоа нешто. Ова година можеби за прв пат, се обидовме преку една Facebook кампања со некои познати личности, со кратки видео изјави. Тука ги вклучивме Љупче Трајковски ФИС, вклучивме некои други личности, како например Благица Ристов, една наша актерка, понатаму Роза Мојсовска уметник, со своји видео изјави го поддржаа бракот помеѓу еден маж и една жена и нагласија некои од вредностите на тој брак. Зошто треба да имаме таков брак? Да, но и покрај тоа имаме голема бројка на разводи, сепак се случуваат секојдневно и во порасте, како што и споменавте. Да. Можеби тоа е една од причините зошто таква кампања е потребна, па и во Македонија. Еве тука имаме една статистика, веројатно и Аника е запознаена, во Македонија за жал исто разводите се во подем. За 2018 се уште немаме, но за 2017 од сите оние што стапиле во брак, 14% се развеле. За разлика од претходната година, ова нешто е во пораст за 4,4%. Значи, разводите се во пораст од претходната година. Иако морам да кажам дека во однос на некои други земји, како например САД, ние сме сепак добри. Во Америка процентот на разводи годишно е 40 до 50%. Но не треба пак ова нешто да го следим, да ни дава охрабрување да продолжиме. Да, дека сме добри тука. Дека сме добри, да. Можеме да бидеме исто спомена во најавата и абортуси, исто и с големен процент на абортуси имаме постојано и секојдневно, за жал. И дури и на ова поле се менува законот во Македонија. Мене ми е жал што гледам дека се зголемува можеби можноста за да се абортира во поголема гестацијска недела. Порано беше во 12-та седмица, сега мислам дека во 22-та. И втората може, така, да. За жал е тоа така, ќе проговориме подоцна во емисијата. Аника, еве, како Сдруженијето планира да ги реализира своите идеи и низ кои форми на делување сето тоа ќе го прави? Така. Значи, реков дека ние сме, веќе постоиме само месеци, неколку дена, меѓутоа за сето тоа време ние сме многу активни, водиме активна кампања и имаме се поголем број поддржувачи. Значи, поддржувачите се и од страна на народот, меѓутоа и од страна на голем број на здруженија. Значи, ние веќе остваривме контакти со здруженија и од странство, меѓународни здруженија. Следната недела сме веќе во Бугарија за да оствариме соработка со здруженија од Бугарија кои што исто така ги покриваат овие прашања, значи со кои што имаме слични или исти цели. Тоа е Поход за семејството и Асоциацијата Општество и целности. Значи, со тие две, инаку ние веќе имаме изготвено меморандум и планираме со сите тие што ќе најдеме заедничко тло за соработка, заедничка соработка, да подпишаат меморандум и здравје Боже да наскоро прераснеме во асоциација, значи која што ќе делува на ниво на целата држава. Имате интересни флаери кои ги држите? Да, затоа го држам да го видиме. Инаку, исто така, Породична Србија е едно од здруженијата со кое што остваривме контакт, кое што сметаме дека ќе биде исто така дел од соработник во нашето здружение. Понатаму во државата исто така голем број на здруженија, Лидија Срце што чука, мислам дека Раст исто така е здружение за ретки болести со кое што веќе имаме подпишано соработка, меморандум за соработка. Сплотено срце исто така имаме подпишано меморандум. Овде Сдруженијето регионално за лица со физички хендикеп, мобилност исто така искажа готовна спремност да го подпишаат нашиот меморандум. И исто така би ги споменала и црквата ИВЗ, значи нашето здружение е отворено буквално за сите. Значи без разлика на верска, национална припадност,
без разлика на, значи, единствена цел која што не поврзува е таа да го сочуваме традиционалното семејство, да ги подигнеме семејните вредности. Значи, ги користиме сите можни алатки за тоа, истражуваме доста, значи ги следиме светските трендови, ете што спомнавме и за законите, земјите во кои што веќе се воведени тие закони, со какви се проблеми се соочуваат, во која земја, до кој степен тоа е прифатено, како се одразува во реалноста, и сето тоа го споделуваме на нашата и веб страна и Facebook група, и сме активни и имаме се поголем интерес од страна на луѓето што не следат за поддршка, бидејќи навистина требаше едно такво здружение за да ги обедини сите кои што се за зачувување на традиционалното семејство. Значи, верувајте, има многу такви луѓе кои се за зачувување на традиционалното семејство, меѓутоа она што ни се наметнува, нели, сепак немаат каде луѓето да се искажат. Еве ваква форма на здружување на граѓани, на здружение на граѓани, токму тоа целта токму затоа, значи ние може да се приклучат. Ние не сакам и тоа да го нагласам дека не ширеме никаква омрза, бидејќи немаме омрза во себе, имаме љубов во себе. Значи, само сакаме да ги обединеме, значи не напаѓаме буквално никој, секој нека си живее како што мисли, значи, меѓутоа сакаме за нашите деца, за еднината на нашите деца да го задржеме, да го зачуваме традиционалното семејство, бидејќи овде ќе живеат тие, значи и нашите деца и нашите внуци остануваат тука, а ние мора да ја обезбедиме здрава средина. Но факт е дека во светот, па и кај нас, се поактуелни се темите. Истополови бракови, односно хомосексуални бракови, ЛГБТ идеологијата, родовите права. Што мислите и како тоа влијае воопшто врз децата и врз општеството? Може ли да објасниме? Еве вие како теолог. За жал, да. Се повеќе се покренува тоа прашање. Во Европа и во светот на многу места веќе станува вообичаено хомосексуалните бракови да се прифатат како нормални, но полека ги гледаме дури и последиците од тоа нешто, дури од ЛГБТ движењето. Како што спомна Аника, и јас сакам да кажам дека ние воопшто не ги мразиме тие луѓе, ниту сакам тие да бидат обесправени. Но верувам дека има граница во секоја една сфера на правата. И верувам дека по прашање на бракот од секогаш е бил, и тој по дефиниција од секогаш е помеѓу маж и жена. И така и најприродно, бидејќи, еве како што и самиот трактат кажува, најдобра средина за развој на здравите деца е традиционалното семејство. Секое дете има мајка и татко, и ние не можеме тоа да го спориме. И статистиката и истражувањата покажуваат дека децата најдобро се развиваат кога имат мајка и татко. Спротивно на тоа нешто, кога ги истражуваме, дури и сега може би ако е краток периодот, ново создадените хомосексуални бракови, ние гледаме дека децата во таквите бракови се чувствуваат несреќни. Ако читаме статистика, овде, например, најдов едно место, интересно е што овие статистики не ги водат луѓе кои што се противници на хомосексуалците, него се агенции подражувачи на хомосексуалните бракови. И една таква агенција направила истражувања и открила дека 72% од децата на хомосексуални бракови страдаат од депресија, за разлика од децата во хетеросексуални бракови кои што процентот стига до 30%. Значи, овде е двојно повеќе, дури и многу повеќе од тоа, зголемена присутност на депресија, дури кај нив постои присутност на вербално и физичко насилство и само наранување. Зошто е тоа така, треба да се запрашаме. Па дури и не само тоа, и самите хомосексуални бракови трпат веќе самите тие неуспех. Истражувањата, например, покажуваат дека од сите хомосексуалци, кои што се 2% можеби во Америка, кај нас немаме истражувања, 66 од нив изјавиле дека тие дури и во нивните бракови имаат отворена форма на брак. Тоа значи дека тие си дозволуваат меѓу себе да менуваат брачни парови. Самото тоа покажува дека нив не ги засега моногамиот брак, ниту верноста, ниту посветеноста.
Интересен е друг податок што само 6% од хомосексуалците стапуваат во брак. Да, а од нив, веќе голем дел од нив, истражувањата покажале дека бракот им траел само 5 години. 90% од овие бракови завршиле со развод после 5 години. За мене се тоа е показател дека кај нив не е природно да стапуваат во брак. Дури голем дел од нив не ни сакат да искористат ова, да кажеме, предност или право да стапат во брак, иако го имат во некои земји. Дури оние што се во брак, во земји каде што се пријателски наклонети кон ЛГБТ популацијата, како Шведска и Данска, се покажало дека хомосексуалците кои што се во брак 3 пати повеќе се склони кон самоубиство или депресивни состојби, отколку оние што се во нормален брак. И покрај сето тоа, што го кажавте, целата статистика, сепак, нели, државите се тие кои воспоставуваат такви, како да речам, закони и дека сакаат да ги легализираат тие хомосексуални бракови. И кај нас во Македонија тоа не е исклучено. Ќе зборуваме, нели, за промената на законите, но еве кажавте за тие негативни последици. Дали тоа целосно ќе влијае врз традиционалното семејство, односно врз нарушување на тие семејни вредности за кои зборуваме во оваа емисија? Како тоа ќе влијае? Како тоа дете ќе расте во таква средина? Може ли тоа да го објасниме малку? Јас веќе спомнав еви самата статистика, затоа одлучив да комуницирам со статистика, бидејќи статистиката е прецизна, точна, не станува збор за шпекулации. Самата статистика покажува дека децата во таквите бракови се несреќни. Друго нешто кое што мораме да бидеме искрени, во овој случај најчесто децата страдаат затоа што никој нив не ги прашува дали тие сакаат да живеат со двајца татковци или со две мајки. Да. Едноставно им е дозволено посвојување на деца. Ние зборуваме за правата на хомосексуалците и тие треба да имат одредени права, точно е, но не зборуваме за правата на децата. Зар детето нема право да има и татко и мајка? За едно момче нема право да има пример по кој што ќе се угледа и да има татко по кој што ќе Во тој случај ќе нема. Да, ако има две мајки, ќе нема. Или ако има двајца татковци, едно девојче, не може да земе пример како тоа да расте како девојче и како мајка. Исто така, во многу земји, само заради тоа што може би се чувствуваат повредени хомосексуалните бракови, се укинати правата на хетеросексуалните бракови. Правата на оние кои што се маж и жена. Во Шкотска, например, таму е забрането веќе во многу училишта да се празнува денот на мајката или денот на таткото. Затоа што оние кои што не се во таков брак, кои што се во хомосексуален брак, се чувствуваат повредени. Исто во Италија и во други европски земји веќе во формуларите и во јавната комуникација не постои мајка или татко, него постои родител број 1, родител број 2. Со тоа се укинати и моите права, бидејќи јас не сакам да бидам заведен само како родител број 1. Јас сакам моето дете да прочита дека јас сум негов татко. Сакам да знае дека има и татко и мајка, а не родител под број 1 или под број 2. Затоа сметам дека штетата допрва ќе почне да се види. А негативни последици веќе има. Да, негативни последици веќе има. За жал, често пати луѓето одбиваат да зборуваат на оваа тема, бидејќи се категоризира во говор на омрза или хомофобија. Но пак ќе кажам, ние овде не ги мразиме тие луѓе, само укажуваме на штетните последици. Заедно со тоа нешто, може би немаме време да зборуваме, тука е последицата на здравствено ниво. Ние не сме зборувале дека хомосексуалните врски, хомосексуалниот животен стил подразбира многу повеќе здравствени последици. Во Америка, например, од сите луѓе кои што се заболени од СИДА, иако реков 2% само се хомосексуалци, до 90% отпаѓа на хомосексуалците. Тоа значи дека хомосексуалците 90% ги офаќаат сите заболени од СИДА. Но тука се и другите болести. Тие многу по 4 до 5 пати повеќе заболуваат од рак на дебелото црево, од гонореја, од сифилис и многу други заразни болести. Да, сексуални преносливи болести. Сега, кога луѓето зборуваат на оваа тема, често пати велат, но тоа е говор на омрза. Но дали е говор на омрза ако ние го нагласиме, ја нагласиме штетност од пушењето? Дали со тоа ги мразиме пушачите?
Воопшто не. Ако на еден пушач му кажеш дека тоа е само штетно. укажуваме на последиците Да, ги од кажуваме штетноста, последиците. да. Затоа ние сме овде да предупредиме, да посочиме на последиците од хомосексуалниот животен стил или од растурањето на традиционалниот брак, бидејќи традиционалниот брак е основна клетка. Тој подразбира дека детето ќе има мајка и татко. Ако тој брак се уништи, ако таквото традиционално семејство се уништи, децата понатаму ќе немат можноста да растат барем со еден од родителите. Секогаш ќе бидат поделени. А Ника, спомена ти дека во претходното прашање, во претходниот разговор, дека меморандум за соработка ќе подпишете со други здруженија. Но еве дали ја имате досегашната подршка, иако сте релативно младо здружение, ново формирано, сепак дали имате досега подршка од други здруженија, од невладини организации, од луѓето Тоа ги воопшто? спомена, веќе имаме контакти и веќе сме во фаза на подпишување на меморандум. Значи, сите што ги споменав, јас се надевам дека ќе подпишаат меморандум со нас и ќе соработуваме заедно. И јас, ако не смета, само би сакала да се надоврзам на она што го говоревте во однос на штетноста, нели, на сето ова за следните генерации. Например, зборуваме често за права, меѓутоа правата на една мала група на сметка на правата на целата нација. Значи, од она што го гледавме како сајтови, какви се последиците во државите каде што имаме веќе воведено, да речеме, родово воспитание во градинките. Значи, следевме едно видео во кое што во градинка, градинка за родово неутрално воспитание, специјална, каде што се примаат само деца кои што сакаат да добијат родово неутрално воспитание, се чека ред, инаку децата не се ословуваат никако тој, никако таа, туку како пријателе, значи до одредена возраст, кога тие самите треба да одлучат дали се машки или женски. Од снимката родителите не се гледа воопшто дали се воглавно изгледаат како мажи, меѓутоа детето воопшто не се разликува дали е машко или женско, значи тоа е таа нова идеологија што, например, треба сите да се запрашаме дали би сакале нашите деца да живеат во една таква средина. Или дали би сакале да живеат во средина каде што ќе биде нормално да има две мајки или двајца татковци. Или пак, ако веќе го имаме тоа родово воспитание, да речеме детето веќе ако треба само да одлучува, и ако од мали нозе му се кажува дека само треба да размислува за тоа што е пород, например, денеска доаѓа и вика имам право, моите права се тие, учителката не смее да ме удри, меѓутоа утре ќе дојде истото дете и ќе рече, моето момче ќе рече, мамо, јас сакам да бидам женско. Значи, да размислеме сите како ние како родители го прифатиле тоа, колку е тоа нормално, колку е здраво за нашите деца. Да, дека всушност не се чувствува веќе како девојче, туку сакавте нешто да додадете? Во многу западни земји веќе воведуваат диверзит идеи или ден на разноликост, во која што бараат од вас како родител, вашето синче, например, тој ден да го облечете како девојче, за да знае како е да се чувствуваш како девојче и можеби утре ќе посака да биде девојче. Но опасноста е, како што каже Јаника, е што последиците е што утре тоа момче ќе сака да си го промени и полот, и во Англија веќе имаме 50 деца дневно кои што го менуваат својот пол. Се извинувам, не дневно, неделно. Замислете, неделно 50 деца се подложени на операција или пак на некаква терапија хормонална, само за да си го променат полот. Тие деца ќе бидат осакатени затоа што здрави делови од телото им се сечат, понатаму, доколку се подложат на хормонална терапија пред нивниот пубертет, тие стануваат стерилни. Тие подоцна нема да можат да раѓаат, да имат потомство, и тие веќе го загубиле правото да утре бидат родители, да бидат мајка или татко. Само затоа што сега како деца ние им кажуваме дека тие можат да си го бират полот, но тие не се ни свесни што прават.
Значи, тоа е едната последица, неле, по самите нив, а па јас би споменала само збор два за последицата на другите, што се во нивна средина. Например, ете, замислите како би било транссексуалец што од маж станал жена, оди и се надпреварува со женска екипа. Значи, он има право веќе на свој живот, има право и да спортува. Значи, се надпреварува и тој има машки физички способности и ќе биде прв. Значи, другите ќе бидат загрозени. Како е кога ќе одат на кампување, како е кога ќе одат на екскурзија, дали ќе го стават со собата на девојчињата или во собата на машките. Значи, тоа се само мал дел на проблеми што пак ги засега останатите. Значи, тој изборуваше за нив самите, а јас спомнувам за останатата средина за сите останати. И сега да позборуваме за она што кажавме дека ќе позборуваме подоцна во емисијата, за измените кои ги спомена Ника, за измените во законот за антидискриминација, кој всушност значи, не знам сега би рекла кој ги налага Европската унија, но и не мора да значи. Не мора да значи дека тоа е причина за, односно еден од условите кои би требало да ги исполни државата за влез во Европската унија. Дека тоа е всушност вовед за хомосексуални бракови и посвојување на деца. Како тоа всушност ќе влијае врз нашите деца, врз рушење на ваквите семејни вредности на традиционалното семејство за кое зборуваме? Аника веќе многу добро спомна дека по прашање на тој закон за антидискриминација, иако директно не е таму кажано, но со самото изфрлање на тој член кој што претходно го имаше, во претходниот член стоеше дека нема да се смета за дискриминација бракот помеѓу еден маж и една жена. Сега веќе тој член е изфрлен, што значи дека ако само постои таков брак, веќе би било проблем. Затоа верувам дека овде отвара врата за други бракови. Сега веќе е изфрлен тој член и не стои дека исклучокот ќе биде помеѓу таков брак, за да може веројатно да се дозволи и остава сомнеш да се дозволат и други хомосексуални бракови, веројатно наложено од Европската унија, затоа што тенденцијата да тие закони дојдат и кај нас. Иако не е тоа услов за влез во Европската унија. Да, тоа сакам да кажам, иако не е услов, но јас би рекол тоа не е услов директно, но суптилно се очекува од нас да го прифатиме. Како што за многу работи нема директно да ни се каже дека ние сме должни да ги правиме, но ни е препорачливо да го правиме тоа нешто. Такво нешто можеме да видиме во овој закон за антидискриминација и по прашање на родовиот идентитет. Во претходниот таков закон стоеше дека не смее да се дозволи дискриминација по прашање на пол, род, националност и други работи, верска припадност. Овој пат е додадено уште една терминологија и се вели по прашање на род и родов идентитет. Родов идентитет во денешна формулација подразбира дека некој може би е маж, но се чувствува како жена. И ти не смееш да го дискриминираш. Она што Аника го кажуваше. Ако може би денеска во училиштето дојде едно момче тинејџер и се почувствува како жена и сака да влезе во женска сооблекувална, каде што е вашата керка, ќе му биде дозволено, да. Или во тушевите, може во нашите училишта немаме се уште, но ќе го има и тоа. Кога ќе влезат сите девојчиња да се тушираат, тој ќе се изјасни како девојче и мора да му биде дозволено. Но тогаш се загрозени останатите, како што спомена Аника, значи се загрозени да, за жал, каде се тука правата на останатите? Да. Останатите девојчиња, тие немаат право да се бунат, бидејќи ако се бунат, законски немаат право. Ако биде веќе воведено ова нешто, токму затоа ние се противиме. Затоа јас велам, секој човек има своји права, но мој став е, и така е и логично, не сме моите права да ги нарушат правата на другите. Моите права застануваат таму каде што почнуваат правата на другите. И ако правата на еден поединец ги нарушуваат правата на останатите 10 девојки кои што мора да го трпат во сооблекувалната, тогаш тој не смее да го има тоа право. Господин Илиев, само да ве прашам дека, односно да констатирам дека во декември 2017 година во нашата земја беше ратификувана и Истанбулската конвенција. Малкумина се запознаени со овој документ. Ајде да го објасниме. Добро кажавте, Истанбулската конвенција е документ кој што произлезе од Советот на Европа, од Европската унија,
и е подпишан можеби од половина од членките на Европа, но не и од сите. За среќа, еве, во Бугарија се противеа на ова нешто и не беше ратификуван, но кај нас се ратификуваше и помина без воопшто јавноста да биде запознаена. Додека во другите земји, како Хрватска и Бугарија, имаше големи дебати, имаше дискусии, дури и протести, кај нас народот воопшто не знае за што станува збор. Ова е документ кој што беше представен како документ кој што ќе ја заштити жената од насилство. И содржи некаде околу 12 страници. Морам да признам дека поголем дел од нештата што се запишани внатре се добри и навистина се во корист на жената. Тоа секој би го поддржал. Да. Но веројатно во сите тие добри нешта овде е протнато нешто кое што повеќе е закана за самата жена отколку и помага. Има 3-4 членови, меѓу кои што еден од нив, член 3, зборува дека се осудува родово засновано насилство. И овде е објаснено дека под род се подразбира општествено конструирана улога, а не раѓање со нешто што го добиваме со раѓање како пол. Тоа значи во овој случај, овој закон ги заштитува не само жените, него ги заштитува и оние што се декларираат како жени. Овде е проблемот во овој закон. Што го зборувавме пред малку. И во овој случај жената, верувајте, со овој закон и со оваа конвенција воопшто и нема да е заштитена. Бидејќи, еве земете случај, и ова не го кажувам само теоретски, вакви имаме вистинити случаеви. Во Англија има случај каде што маж кој што силувал жени и е насилник, се декларира како жена и тие го стават во шелтер центар, каде што одат жените кои што се жртви на насилства. И го ставаат во таков центар, го ставаат каде што се наоѓаат и други жени кои што избегале од дома затоа што се силувани. И овој маж, сместен помеѓу жените, повторно силува жени. И замислете каде тука жената е заштитена. Кога таа оди таму за да се заштити и таму налетува повторно на маж. Но тој маж се смета за жена и затоа си ги бара своите права. Исто имаме ситуација како што кажа Аника. Со овој член, во овој случај мажите ќе имат право да се надпреваруваат заедно со жените, дури и во спортски дисциплини. И ние веќе имаме такви случаи каде што мажи на национално ниво победуваат и освојуваат први места, но таму каде што се надпреваруваат со жени. Да. Имаме, скоро се случи тоа во бициклистичка трка, се случи во кикбокс и во многу други сфери каде што мажи што само се декларираат како жени, без воопшто да прават операции и ништо друго, тие ги освојуваат првите места. Овде жената е дискриминирана. Таа не е заштитена, бидејќи таа е обесправена. Не е праведно вие да ставите во ист надпревар маж и жена да се надпреваруваат. Особено кога станува збор за физичка сила. Може би за шах, да. Но, да, верувам дека има жени и попаметни од мажите, но најчесто мажите ние сме така градени да ние биолошки сме посилни од жената. И кога јас ќе боксувам со една жена, поверојатно е јас да победам. Овде жената е обесправена, но законот или конвенцијата, Истанбулската конвенција, токму овие членови ги има. Ова е само еден од членовите. Еве кои се другите опасности. Во член 4, например, државата се обврзува да ги промовира овие вредности и да ги заштитува. Тоа значи дека нашата држава со нејзино потпишување и ратификација се обврзува да ги промовира трансродовите вредности и да ги заштитува овие вредности. Нашата држава најверојатно сега според оваа конвенција ќе мора овој во училиштата да мора да го промовира. Ќе мора во учебниците да се внесат веќе лекции каде што на децата ќе им се укаже дека тие може да си го сменат родот и да се изјаснат како се чувствуваат. Може да си го менуваат и полот, бидејќи со ова наша држава се обврзува. Член 8 се вели дека државата финансиски се обврзува да го помага овој проект. Државата сега ќе ги помага оние што сакат да изготват вакви учебници, ќе ги финансира учебниците, дури ако некој сака да си го менува полот, веројатно државата ќе мора да го финансира. Замислете, ние живееме во време каде што, мора да признаеме, не сме богата земја. Едно мало дете има срцева мана и ние собираме преку мобилни телефони со пораки за да собереме пари за операција. Но кога ќе дојде една ваква личност и ќе рече јас сакам да ми направите операција за промена на полот, кој што изнесува од 150.000 до 200.000 евра, државата ќе мора да плати. Ако се појават само 5 такви личности, државата ќе банкротира, замислете. Или Министерството за труд и социјала веќе нема да може да помага други луѓе кои што имат реална здравствена потреба.
Следниот член, 12, вели државата се обврзува да ги искорени општествените и културни шаблони и да ги искорени обичаите и традициите кои што се противат на оваа идеологија. Што значи дека ние сега веќе нема да можеме и да кажеме со овој закон дека поддржуваме традиционално семејство. Веќе државата ќе се залага да ги искорени, се вели овде, традиционалните вредности, оние што се традиционални и културни шаблони. Сега она што од секојаш било вреднувано како нешто корисно, сите ние сакаме да имаме мајка и татко, сега веќе го сметаат за непосакуван шаблон. Ова е нешто што треба да се избрише според оваа конвенција. Но за жал многу луѓе ова не го знаат. Тоа е опасност од оваа конвенција. Зборувавме за поддршката дека имате и од луѓето и секако од другите здруженија, од другите организации. Но еве за крај, бидејќи сме тука некаде при крајот на емисијата, што би препорачале на гледачите во однос на зачувување на традиционалното семејство и семејните вредности? Па вака има многу да се каже, ама ајде да се потрудиме да бидеме малку пократки. Значи, ете јас ќе споменам да речеме синтагмата здрави и среќни деца. Ние сите ја споменуваме постојано дека сакаме, посакуваме здрави и среќни деца, меѓутоа ете сите да се запрашаме во каква средина растат здрави и среќни деца. Значи дали таа средина, како што зборуваше колегата, на хомосексуални бракови, дали здрава и среќна средина е семејство каде што имаме алкохоличар, дали таква средина е семејство каде што имаме наркомани, дали каде што има блуд, разводи, неразбирање, кавги, физички пресмитки, каде што детето нема право на сопствен мир, топлина, љубов, или пак тоа е семејство каде што владее пред се љубовта, може да се каже и верата кон Бога, семејство каде што детето е сослушано, каде што има трпение родителите за него, каде што има разбирање, каде што владее доверба, каде што тоа се чувствува сакано, каде што има топол дом. Значи за такво семејство се залагаме, па ако треба ќе се вратиме и чекор 2 назад кон традицијата, кон старото традиционално семејство. И она што би сакала да го порачам е дека во денешно време, значи ние, родителите, сме принудени да правиме компромис. Компромис помеѓу современото и традиционалното. Значи, знаеме дека мораме да бидеме дел од општествениот живот, да делуваме така, да работиме, меѓутоа, од една страна да бидеме дел од тој живот, меѓутоа од друга страна никогаш во ниеден момент да не го заборавиме родителството и обврските што следуваат од него, значи никако не смееме да потфрлиме на тој план семејство. Значи двете паралелно да се носиме со двете паралелно. Тоа би сакала да и препорачам дека тој компромис постојано мора да го правиме. И на порака и од вас еве до гледачите. За крајот емисијата. Мислам дека во овие минути сепак објаснивме, нели, дел за она што е и целта на нашата емисија традиционално семејство, но еве една порака до гледачите. Постојат повеќе фактори кои што го прават едно семејство и еден брак здрав и немаме време веројатно да поминеме ни сите, но ако погледнеме што е причината за разводи, веројатно најголемата причина е себичност. Се повеќе можеби денеска браковите се распаѓаат заради тоа што секој гледа само за себе. Или повеќе ни се важни нашите потреби отколку потребите на другиот. Затоа обратно, јас би рекол дека бракот би бил зачуван ако повеќе мислиме на другиот отколку на себе си. И мора да се вратиме на основната причина зошто сме стапиле во брак. Не сум стапил во брак затоа што сум се сакал себе си, него сум ја сакал мојата сопруга и обратно. И еве јас тука би го нагласил можеби тој момент, да се подсетиме дека јас живеам за да угодам на мојот брачен партнер и треба да ја покажам сета моја љубов кон него, а не за себе си. И тука себичноста веројатно би испарила. Иако постојат и други фактори кои што помагаат за еден здрав брак. Јас ќе ви се заблагодарам и на двајцата еве што одвоивте време, дел од вашите обврски да дојдете во Канал 8, да направиме прва емисија семејни вредности. Верувам дека и понатаму ќе продолжиме со ваквите емисии, ќе имаме доста интересни гости кои ќе зборуваме за она зачувување на традиционалното семејство и семејните вредности, како што и насловот на оваа емисија, прва во Канал 8.
Повторно и понатаму ќе го очекуваме во студиото. Има за многу за што да се зборува. Ова само начнавме дел од активностите на традиционално семејство. Вие двајцата сте член на традиционално семејство за целите активностите и на оваа емисија и ако можеме и да го зачуваме секако. Дај Боже. Благодариме за поканата. Почитувани, тука завршуваме првата емисија од циклусот емисии Семејни вредности. Јас ќе се заблагодарам за вниманието и се гледаме понатаму во втората емисија. Довидување.